Океј. Денешен час по план е нешто што е можеби така сублимација на она што го работевме. Имате ли некој прашање први? За било што? Па макар и кога работат студентски прашања. Не? Добро. Ова резултативе тука не бадијала ги покажав на кратко. Че имам добиено од колку се ова? Не совира Гуглов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 луѓе. 10-11 луѓе. Исполниле се норми. Другите, може да си проверуваат. Имате линк до ова. Немаат исполнето по нешто. Манасиевски се појавил, мама не го гледам лице, вети ке прати и така. Имајте во предвид дека јас сум еден човек, немам позади мене секретар или секретарка, и ако најде наплив на видеа и слики, дека мене ми треба време тоа да го прегледам. Така да, убаво е со време да си ги завршиме работите. Но, оставам на вас, чисто ете малку да подсетам. Добре, јас ќе почнам, ако имате некои прашања, може и на крај, може и во меѓувреме за темата. Значи, зборуваме за генетика во антропомоторика. Не сум ја специјалист во ова, веднаш се оградувам, но нас не интересираат дали некои од способностите може би имаат некоја доминација. На кратко нешто вовед ќе кажам и после на крајот, вториот дел, кратко ќе биде во предавање, вториот дел ќе ви објаснам едно истражување кое што го работевме и поврзано е со генетика. И многу интересно, мислам дека е интересно. И можеби ќе ве мотивирам да чисто размислувате што се може да се прави во физичка култура, кога се работи за истражување, за читање, значи не е само мафтање со раце и со нозе или вежбање, туку има и други работи, како што така пробувавме до сега да направиме. Значи, овие се работи општо познати, сме ги учеле, но чисто ете, само за кратко си. Океј. Значи, кога зборуваме за некои наследни особини, тогаш зборуваме за некоја генетика или за ген кој што се пренесува, нели од родителите, со тоа што, како што кажав минатиот час по антропоонтогенеза, дека антропоонтогенезата е на некој начин сублимација на антропофилогенезата, што значи дека ние во нашите гени, најверојатно, по она што го кажува генетиката, имаме многу информации кои што се пренесени од многу наши предци претходно. Но како и да е, значи, еве, збирот на наследни особини се нарекува генотип, она што се развива од наследните особини го нарекуваме фенотип. Не се задржувајте многу нови работи, чисто мала кратка дигресија на дали што е генетика и слично, дезоксирибонуклеинска киселина, дезоксирибонуклеинска acid, значи ДНА или киселина. И се од што се, како е тие, тоа се некои нишки, нели, кои што се градат парови од некои протеински врски, кои што на некој начин носат информација, како што компјутерот нас не најблизок тој систем на функционирање носи информации 1 и 0, значи се ова ние што сега зборуваме, што се пренесува, што се обработува преку процесор на компјутер, е всушност се кодира преку некоја информација која што е кеци 0, 1 и 0, и тоа се нарекува бинарен систем. Какви сакате машински јазици да постојат од, не знам, последно време, Python, R и претходно Pascal, Basic и слично, се тоа се претвара на ниво на единица и нула. Така да и ке нас создавањето, креирањето на основањето на животот и слично доаѓа преку вакви некои информации, кодови кои што се, нели, вткаени во овие нишки и даваат информација како луѓето ќе изгледаат, како ќе се однесуваат, нели, кажав, не е тоа наша тема. Во секој случај, нели, чисто ете да накратко го поминеме овој дел да разбереме што е генетика, дека е нешто латентно внатре, скриено, но во секој случај носечко за нас, поврзано со
доколку има некои мутации поврзано со болести, одраѓање, поврзано со можеби начин однесување, не можеби туку, така сигурно е потик, генетиката е потик за тоа како ќе се однесуваме, иако ќе видите понатаму делува е средината многу на тоа што може да се испровоцира, но сепак некои работи ние ги носиме од внатре. И сега целта на еволуцијата, филозофски доколку гледаме, можеби баш тоа, дека ние треба нешто да пробаме дали да смениме, дали да пораснеме, дали да изживееме нешто што е од внатре дадено или генетски пренесено. Се препознаваат, можете да приметите дека луѓето личат на децата на своите родители, па не само физички, туку и во однесување, водење и некои такви моменти, што значи да, врската е силна. Што значи или како се пренесува, на кое ниво, каде се наоѓаат оваа ДНА нишка или дезоксирибонуклеинска нишка, значи се наоѓаат во хромозомите. Хромозомот се наоѓа во нуклеусот каде е на ниво на клетка. Сега, ако знаеме колкава е клетка дека е на микроскопско ниво, тогаш овие нишки можеме да ги препознаеме, мислам, да претпоставиме на колку пониско, по микрониво се наоѓаат. Со гуглање на нет можете да најдете вистински снимки од ДНА нишки. Но како што кажав, тоа не е наша тема, овој дел е нашата тема за денеска. Значи, како што кажав дека се пренесуваат овие многу наследни особини, па луѓето пробуваат да разберат што е тоа што може да влие на развој на моторичките способности. И сега некако и мене ми станува досадно кога зборуваме за моторички способности, постојано не сме ги допрале, не сме ги издефинирале, ама полека ни секој предавање во принцип се дознават по некои работи. Така да уште еднаш ќе споменам следниот час мислам дека со координација почнуваме и ќе следат понатаму овие неколку 7 способности и ги разработиме, мислам дека во цел месец мај ни е оставено само за тоа. Но ајде, две поделби се извадени, постојат и многу други поделби. Има една интересна книга, вие спомнав книга од за развој и го изгубив насловот. Но да, можете од малина, да, генетика во, мислам дека беше развој, ама дали имам тука? Се извинам, морам да видам. Ја немам. Во хартиена форма имам. Да. Во хартиена форма имам. Океј. Можеби и тоа ќе можем да споделам, нели, како што кажем. Но што може да приметиме? Например, Ничин ги покажува преку проценти, Малацко ги покажува преку коефициент на хередитарност или наследност. Така да, мислам, бројките да не ве бунат, ова е 80%, 0,8-80%, доколку се претвори во процент, доколку процентов се претвори во коефициент, ќе биде 0,7. Значи, само тоа, но убаво е да знаете чисто како се читаат резултатите. И сега овде може да приметите дека, например, ќе почнам експлозивна силина, има и ке едниот автор и ке другиот. Вели 70% ке Ничин од неговите сознанија и информации што ги има извадено. Малацко вели овој автор дека 80% е наследна експлозивната силина, што значи имаме шанса да подобриме 20% само. Тоа го кажав и на почетокот скок во далечина. Например, еден од бонус тестови кои што не се побаруваше за студентите, тоа беше експлозивна силина. Тие што може да скокнат 230 сантиметри, може да стигнат до 240, ама треба да ја подобрат тие десетина сантиметри, некош 15 ќе бидат на база на подобрување на техниката на изведба на скокот и многу малку на подобрување на експлозивната силина.
Зошто? Затоа што е високо хередитарна. Па сега тука исто вели брзина на елементарни движења, брзина на трчање, брзина на реакција. Кај малацко може да видите моторичка брзина. 0,95% наследна. И сега ако ова се опишува дека е наследна, како што може би спомнавме предходно, дали ќе очекувате дека човекот може од 15 секунди да подобри до под 10 секунди да дојде на 100 метра спринт? Не може да очекуваме. Да, ќе има некој подобрување, тоа е факт, но не може да се подобри толку многу како што на пример може да се подобри издржливост. Приметете општа издржливост 65%, локална мускулна издржливост, флексибилност вели дека е ниска, но оние кои што имаат слаба флексибилност, на пример, не можат да ги допрат, не работеле никогаш, не може да ги допрат да го допрат подот, им фали некои 20, некојаш и 30 сантиметри, тоа е сепак врзана со некоја генетика, но во секој случај може да се подобри, нели, и флексибилноста. Намерно овде се префрли веднаш на издржливо, затоа што колку што може да приметите, таа може многу да се подобрува. Ако споредиме со брзината, ако споредиме со прецизност, ако споредиме со експлозивна силина, например, прецизност е во координацијски способности. Вели се фина координација на рака. Да, тоа е фина на дланка, фина координација. Тука можеме според авторите нешто да подобриме, но еве, чисто да знаете, може да се падне испитно прашање од типот која моторичка способност е најмногу наследна. Тоа значи која многу зависи од претходни од предците, од она што го носиме како генетски материјал, и секако тоа е брзината. Дали експлозивната силина е наследна? Да, експлозивната силина е наследна. Дали издржливоста е многу наследна и не може да ја промениме? Не, издржливоста може да се промени. Дали силата? Овде вели, например, максимална статичка сила, 55% е наследна. Значи имаме шанса да ја подобриме многу. Да имам силина, статичка сила, да, и кај малацко вели 50% од прилика. Репетитивна силина, 50% наследна. Но ова укажува исто како ке издржливоста дека може многу да се подобри. И сега тука е одговорот дека кога некој ќе каже од вас не можам да направам 2 згиба или 1 згиб. Не е точно. Не може да не направите. Може да не може да истрчате за брзина, кога ќе ве провериме, и тоа, нели, тука веќе има одговор дека да, точно прифаќам, не можете да ја подобрите. Ама репетитивната силина која што е згиб, склек, се што она има повторување, репетиција, тоа се подобрува. И наша задача е да пренесеме дека може да се подобри. Ваша задача е исто така да пробате да ја подобрите, за да во иднина и вие кажете дека може да се подобри. Инаку многу лесно може да дојде во клуб кога ќе работите или на настава и да ви кажат не, ова е многу тешко. Чекај да најдеме начин како да го изведеме, што да направиме. Тоа е нашата задача како педагози во физичко образование. Значи да им овозможиме на луѓето не нас да не задоволат да направат згибови или склекови, туку вистински да им покажеме дека можат. Иако е тешко на почеток, да. Се сложувам, може да е тешко. Тој што не може еден згиб да направи, или таа од колешките најчесто што не може еден згиб да направи, тоа е како Монтеверест да се качува. Но верувате дека во рок од недела дена веќе можете половина да направите. За 2 недели ќе направите еден дефинитивно. Што значи дека може да се менува силата, издржливоста се високо променливи, доколку споредуваме, например, со брзината, експлозивна силина, со прецизност, со координацијски, да, координација не ја споменав. Координацијата вели малацко дека 80% наследно. Се извинам. Океј, ова го имате во книгата, го имате ви тука, PowerPoint слайдови, нема потреба да ви пуштам. Зошто не пуштам PowerPoint? Затоа што сите учат од PowerPoint. Кога ќе пушти некој PowerPoint и сите учат, и што може да разберете од ова? 4 слайда, а ќе кажам многу повеќе од она што е потребно. Океј. Сега,
Например, ние можеме да провериме, нели, еве, некои податоци ни се покажани дека постои хередитарност, постои наследност, но како да го искористиме сега ова? Еден пример кажав, кај нас на настава. Дали е хумано, например, особено во рекреативни цели или во училиште, убаво е да се имаат податоци. Значи, никогаш не боли глава од многу податоци. Не мора да, ќе можете да ако знаете да ги искористите, тогаш ќе ги искористите вистински. Некогаш не ни се полезни сите информации што ги добиваме како податоци во физичка култура, но некогаш се полезни. Например, добро е доколку има простор на неинвазивен метод, овие генетски истражувања се прават со помош на проценка од плунка или од крв, значи крвта земање примерок инвазивен метод, па ете, не мора секогаш да се зима да се употребуваат такви методи, но доколку има можност да се провери генетски запис, зошто не се провери, за да можеме да видиме дали некој има нешто наследно од типот на, поврзано со моторички способности, и се прави една едноставна база или мапинг на цела популација. Human Kinetics. National Geographic имаат еден проект, долго години трае, мапирање и проценка, например, како се населувале или од каде потекнуваат луѓето според живеалиште. Значи се покажува дека од Африка почнуваат нагоре да се движат и можеше секој да учествува за да ги наоѓа тие гени и мутации на гени или не се мутации, туку промени, да ги кажам, ајде, мутација едно промена, мислам, на слично се случува, но најчесто мутација се кажува кога е нешто дегенеративно. Но правеа скрининг и зошто да не се направи, мислам, интересни се податоците, тоа е принципот како се докажува, може да се искористат, ќе видите понатаму има истражување многу за генетика во спорт и прават некој мапинг на тоа кој е успешен или не. Но да, во спорт може да се искористат овие информации, дали некој има предиспозиции за развој или не, но во рекреативни цели јас лично не би ги искористил, затоа што е многу нехумано, доколку, например, на детенце кој што знаете дека нема голем потенцијал за брзина и треба му кажете не, ти нема да се занимава со атлетски дисциплини. Тоа е апсолутно некоректно. Значи, затоа велам, треба да се знае кога да се искористат информациите. Вториот момент е ова баш втората реченица, значи кој од способностите може да доминира. Па, например, не потајно туку мајсторски да се изведе, доколку знаеме дека ако се направил веќе скрининг, дека некој има способност за наследна способност за некој активација на брзи мускулни влакна, ќе видите што значи понатаму тоа, или наследност на брзи мускулни влакна, спори или мешани мускулни влакна, па да кажем да, а сакаш ли да пробаш да тренираш некои спортови кои што се поврзани со брзина, со силина, со експлозивност, сакам. Во ред, тогаш може да очекуваме дека ќе има некои врни резултати. Например, рентген на дланка е тест особено кај помлади, кај дечиња, со кој што може да се предвиди каква е не календарската возраст, туку каква е биолошката возраст. И сега на тој начин, ете, јас имам пример каде што родителите сакаат да проценат дали да загризат и да вложат во развој на детето во тој спорт, или да кажат, слушај, не очекуваме дека ќе порасне многу, не ни значи тоа ќе биде хендикеп, фрустрација, полека да го трнеме на друга страна. Среќа, човекот си е успешен во тој спорт, иако дланката покаже дека ќе расте и слично, постојат такви методи, значи за проценки, но ете, ние добро е да ги имаме како информации дека постојат. Што конкретно се истражува на генетски план и поврзано со физичката активност? Например, најдена е конкретна асоциација помеѓу овие гени. И сега асоциација што значи? Асоциација значи дека, например, одбрале кога проверувале генетска зависност или дали постои хередитарност, значи дали постои наследност на гени од
своите родители и слично, тогаш или дали постои тој ген кој што го дефинирале како одговорен, например, за АЦ генот е вела дека е одговорен за активација на VO2 максимум капацитетите. Овој инсулин-like growth factor или IGF-1 за лачење на хормон на раст. Се може да асоцирате во кои способности, например, хормон на раст дека може би бодибилдинг или нешто друго. Па имате алфа-актинин 3 генотип или ACTN3, за него ќе зборуваме понатаму, и овој AMP диаменаза, дека влијае на развој на брзи мускулни влакна. Што значи, ако постои, например, овој ген ACTN3, значи ако не постои мутација на една од алеите на ACTN3, ќе ги видиме кои се, 3 алеи постојат, тогаш велиме дека да, човеков има брзи мускулни влакна, што значи дека тие се креатин фосфатни влакна, значи користат, што како беше, анаеробно алактантен режим. Ако ви текнува, мислам дека ги поделивме, значи користи креатин фосфат тие влакна повеќе, има поголем број на такви мускулни влакна, што значи очекуваме дека можеби човекот или човечката ќе биде добра во брзи, експлозивни, силни спортови, каде што се бара експлозивност, силине и слично. И сега на кратко те ги поминав. Ако има прашање, кажете. На кратко ги поминав овие 3-4 гени кои што се детерминирани или асоцирани со некоја физичка активност, нели доколку постојат и доколку нема нивна мутација. Може да има мутација, се тоа не е ништо страшно, че тоа е само измена. Ќе видите понатаму што значи ACTN3. Но како е најдена оваа асоциација? Они одбрале брзи луѓе. Значи одбрале спринтери како популација и барале дали постои ACTN3 генот. И велат да, статистички значајно постои ке нив. Но не значи дека и други успешни спринтери го имале, значи ги имале тие брзи мускулни влакна. Но во поголем процент и статистички значајно имале многу повеќе вакви брзи мускулни влакна спринтерите, отколку истите спринтери, нели, кои што во мал број биле, а сепак биле успешни. Се бара успех, не само прогласен спринтер, туку спринтер според резултат. Сличното е и ке VO2 максимум, например, одбрале, сега одам во контракст. Што се случува, само малку се извинувам, морам во позадина имам Океј, се извинам. Значи, пробале да најдат ваква асоциација кај луѓе кои што се занимаваат со спортови кои што се поврзани со издржливост, значи со максимален капацитет на кислород. И точно и кај нив, значи, целта ми е да објаснам дека како нашле поврзаност помеѓу гените и с некоја способност. Одбрале популација на истражувачи, луѓе кои што се занимаваат со вакви истражувања, одбрале популација на луѓе кои што работат на издржливост и имаат добри резултати и ке нив проверувале дали постои овој АЦ ген. Ги проверувале сите гени, но сконтале дека конкретно АЦ генот, ангиотензин конвертигин ензим, така се нарекува, не е битно, АЦ сега ќе го нарекуваме, е поврзан со VO2 максимум. Ке нас, ако бараат, например, гени, може би овој АЦ ген заради Александар Македонски, ние сме сите поврзани со него. Се шегувам, нели? Ја не се идентификувам со него. Воопшто. Мала дигресија. Значи, тоа е идејата како се прават истражувања. Може да се најдат на нет вакви истражувања кои што следат, нели, поврзаност, но ќе видиме понатаму на кратко ќе сублимиран. Да. Сега, во овој другиот дел, сакам да ви покажам едно истражување кое што го работевме и се работи за ова е дел од мојата докторска дисертација, но мислам дека ќе биде интересно чисто да видите какво е дали постои истражувано, дали постои поврзаност на генетско ниво со развој на максимална сила и едноставно како се изведува едно истражување на многу кратко. Чисто за тоа кажав дека можеби ќе ве замотивирам. Сега, што беше целта?
целта е дека пробавме на група од 21 испитаник да ги поделиме во всушност на популација 21 испитаник да ги поделиме во 3 групи. Овде се групите, ќе ги обяснам понатаму. Време траење на истражувањето беше 42 дена или 6 седмици. Значи, вака е поделено некако 3 седмици, па повторно 3 седмици. Зошто? Затоа што пред да почне истражувањето или на првиот ден или ден пред да почне програмата за работа, значи тука има тренинг програма, да, тренинг сум пишал, добро, тренинг 3 седмици, ќе го објаснам и што. Пред да почне, сите испитаници беа тестирани. Всушност, ако веќе одиме во детали, правена е некој пилот истражување се нарекува, многу претходно пред овој прв ден и одбрана е група, хомогена група, слична група на испитаници кои што можеле да подигнат слично на бицепс, овде може да видите, значи на бицепс, еве сликава, на скотова клупа всушност, да подигнат тежина, да имаат слични максимални вредности, значи еднаш до 3 пати да може да поткренат одредена тежина, но и на ова ја го нарекувам бицепс, всушност се работи за флексори во зглоб на лакт, но жаргонски најверојатно го препознавате како вежби за бицепс, инаку се вежби за флексори во зглоб на лакт, затоа што не е само бицепс, туку се неколку други мускули влегуваат како флексори. И екстензорната група во зглобот на лактот, ние ја препознаваме како трицепс брахи, или трицепс само, но поентата е дека овие две мускулни групи беа цел на истражување и како тренингот врз нив може дали тренингот врз нив ќе направи трансформација после одреден период. Сега, кој вид на тренинг? Тренинг 1 до 3 повторувања. Ништо повеќе. Па сега некој ќе ме праша, ама некој може да крене, дали, например, ако работат сите со 10 килограми, некој може да крене 20 повторувања и тоа за него нема ефект во максималната сила. Точно, секој му се додаваше толкова тежина да може да крене или да бутне на трицепс, за да отказот биде во максимално во третото повторување. Што значи дека морам вака. Значи, независно за трицепс, независно за бицепс, ако сакаме да подобруваме таа максимална сила, тогаш работиме 1 до 3 повторувања и ставаме толкова тежина да не можем да направам повеќе од 2 или 3 повторувања. Тоа беше целта на програмата кај сите. Значи, почнаа на почетокот и сега уште еднаш само да не биде абстрактно, испитаниците беа поделени во 3 групи. Едната група изведуваше цели амплитуди. Значи, тоа значи ако можеме видите цела екстензија за бицепс и цела флексија. Значи, цели амплитуди на движење. Може да видите вие, некој од вас, например, кога работи половинки згибови, тоа не е цела амплитуда. И сега ние бараме, тестот бара, дека треба да се изведе цела амплитуда. Значи, од озгора до долу или обратно, сега ке згиб. Но целта тука беше, значи, да се направи од максимална екстензија кон максимална флексија. Тоа е цела амплитуда. Истото важи и за трицепс, значи цела амплитуда во буткање нанапред, цела амплитуда да работи. Втората група и третата група, идејата е според еден автор за Циорски, вели дека најголемо мускулно напрегање постои кога сакаме да подигнеме нешто на бицепс, ама сме во максимална екстензија. Не знам ако може да ме гледате, успевате да ме, ја не се гледам сам. Да. Супер. Значи, ако имам максимална екстензија и сега пробам да потегнам, да повлечам некоја тежина со мускулите флексори, тогаш има најголемо мускулно напрегање. И многу е потешко, бидејќи лостот е поголем, многу е потешко од тука да подкренам, отколку да ја свиткам раката, па сега да ја кревам. На чистата тежина тука можам да направам многу повеќе повторувања, отколку тука во екстензија, дури веќе не можам некогаш нема да можам ни да почнам. Истото беше и за флексија, се да не ве бунам. Може да замислите кој го интересира како е изведувано. И третата група работи нешто обратно, каде што вели дека може да подкрене, да издржи мускулот максимално надворешно оптоварување. Тоа значи сега обратно, значи не е во екстензија, туку е во некоја флексија 60 до 90 степени од максималната екстензија, тука мускулот може да крене најмногу.
И се нашата цел беше да видиме каде, при кои движења, дали ако ги лимитираме движењата, на пример, од екстензија па само да почнам, или ако ги лимитирам 60 до 90% во средишните делови на флексија, или работам цели амплитуди, ќе има разлика во тренинг програмата. Накратко се покажа дека нема. Тоа е еден добар показател, особено во рехабилитација, каде што може, например, да се тврди дека да, не мора да го работиш целата амплитуда на движење, може да работиш и половинки од движењето, мускулот ќе добива на максимална сила. Сега, тоа се однесува само на овие две мускулни групи, флексори и екстензори, но како идеја може да се аплицира на други мускулни групи, да се прошири истражувањето и слично. Значи, само на кратко, за тоа се работи. Иако овој дел не е врзан со генетика, но ќе видите понатаму, морам да ви објаснам, мислам дека би било интересно за вас како се изведува некои истражување. Сега, првиот ден се направени сет на тестови. Истите тестови се направени после 3 седмици за да провериме, се нарекува контролно тестирање. Истиот сет на тестови е направен по 6 недели за да се провери исто дали постои успех, всушност трансформација или не постои трансформација. Значи чисто ја следиме состојбата. На почетокот сите беа изедначени и мислам дека сите може да подкренат, ќе видиме колку може понатаму, имам некои табели, но на средината се проверуваме што се случува, дали тренинг програма има ефект или нема. Во истражувањето не е битно што ќе добиете, вие поставувате хипотези. Битно е како ќе го протолкувате тоа што ќе го добиете. Например, ако немало никакви промени, тогаш треба да протолкувате зошто нема промени. И тоа е добивка од еден вид на истражување. Па тоа може да биде како консултација дека тоа е консултација, например, зошто не се извршени промените или трансформацијата. Истото и на крајот. Моделирањето на истражување останува за друга тема. Но сега сакам чисто да споменам кои видови на тестирање беа работени чисти моторички тестови, се однесува на чисти моторички тестови, една максимална репетиција за мускулите флексори во бицепс, така се чисто за да ги разликувам, една максимална репетиција кај мускулите екстензори. Една максимална репетиција, значи тежина која што може да ја поткрене само еднаш во флексија или еднаш во екстензија. За бицепс и за трицепс, нели. Потоа се сработени биодекс тестови, кои што биодекс, може би некој знае од вас, една машина каде што е изокинетичка машина, најчесто колена се тестираат, но ние ги тестиравме во флексија и во екстензија, и тука е проценета максималниот вртлив момент. Ова се представени резултати само за бицепс, но сработени се и за трицепс. Значи, сега кажувам бицепс-трицепс, инаку се однесува на флексори и на екстензори, да биде јасно. Максимален вртлив момент, всушност, ова е вистинскиот приказ на силата. Ние ја прикажуваме силата преку, сакаме да ја прикажеме преку тоа колку килограми сме кренале, но тоа се килограми, тоа е тежина која што сме кренале. А максималниот вртлив момент во њутон метри всушност ни покажува податок кој што се однесува на сила. Во физика силата се проценува преку њутон метри. Не преку кренати килограми, туку преку њутон метри. Потоа, например, вториот податок овде е време за кое што е постигнат максималниот вртлив момент. Значи, ако некој може многу побрзо да постигне максимален вртлив момент, значи многу побрзо да поткрене, тоа значи дека има поголема сила. Но е како спореден податок кој што го дообјаснува тој момент. Понатаму баравме во кој агол од флексија и во кој агол од екстензија кога буткам, постои се појавува тој максимален вртлив момент. Значи, ова се параметри, извршена работа, значи power, акцелерација и децелерација или забрзување и успорување. Например, забрзувањето и успорувањето покажува
каков е патот од централниот нервен систем до мускулите, значи како задаваме команда, дали брзо работиме или споро работиме, како патуваат импулси до мускулот. И сега тој што може бргу да забрза, значи се бргу да забрза игра на зборови, тој што може да забрза, но и да го смири движењето за пократко време, значи дека повеќе импулси праќаат до мускулите и побрзо може да ги активира. Значи и да ги активира и да ги стопира движењата. И сега овие показатели се изведуваат, изведени показатели се со неколку придвижувања на максимални придвижувања во зглобот на лактот, каде што влече испитаникот и бутка, влече бутка, но се активираат овие мускули и имаме за право да покажеме дека преку ваков физиокинетички метод еден или машинава Биодекс, порано се викаше Cybex, може да се искористат вакви податоци за да дефинираме нешто. Биодекс инаку се користи многу кај спортисти пред припреми, затоа што особено коленските зглобови се проверуваат и може рана детекција да направи за евентуални повреди. Некако ми е ова познато, како да го спомнував. Воред, следната група на тестови се антропометриски тестови и тука имаме зборуваме за КДП, например, кожни дипли, ова е све во милиметри. Кожна дипла ајде сега не ги знам кратенките. Да, ова е кожна дипла на подлакт. Има точно, ќе учите по биологија, точно на која анатомска точка се проверува кожната дипла со калипер. Една справичка која што мери по кожна дипла или подкожно масно ткиво. Значи, кожна дипла на подлакт, кожна дипла на надлакт. Ова е обем на релаксиран подлакт, ова е обем на релаксиран надлакт. Значи, обем на неконтрахиран подлакт и надлакт. Па да видиме дали имало промени со програмава, дали влијаело на развој на дали хипертрофирале мускулите, дали всушност дали имало развој на мускулна маса. Па понатаму не знам, сега кратенкиве се одбрани од мене, инаку поентата е што ви кажувам, кои мерки се тестирани и проценувани. Ова е обем на контрахиран бицепс, ова е обем на контрахиран трицепс. Тоа значи контрахиран бицепс кога во флексија е контрахирано, а контрахиран трицепс кога е при буткање. Овие се изведени некои параметри, но ајде тоа се антропометриски мерки и ова се антропометриски мерки следниве, кои што се проценувани сушност директно мерени со ехо. Значи ова веќе не е проценка и ова не е проценка, значи ова е директно се мери, бидејќи имаме милиметри, директно се мери и ова, ама се мерат силовиот капацитет се мери во килограми, ама се мерат килограмите подигнати, а не се мери силината. Затоа што кај антропометриските мерки и кај ехо, например, показателите, особено кај ехо показателите, имаме директно на ниво на слика. Прави трансверзален пресек на мускулот и проценува оваа мерка е ехо бицепс релаксиран диаметар. Значи, што пробавме да направиме? Со еден скрининг на мускул, да процениме колку е масното ткиво над мускулот, да го измериме обемот на мускулот во одредена точка и тоа биравме една глава. Не ми текна која глава беше. Од бицепс една глава од трицепс и не ја следевме постојано. Што е многу попрецизна мерка за да може да се провери дали вистински има во милиметри со помош на фотометода, дали вистински има некои промени. И сега издолжив за тестирањата, но сакав еден приказ да ви направам. Значи, што се може да се офати во едно истражување, ама треба да има цел. Не може сега да мерам спринт, например, да им мерам на испитаниците кои што ќе работат програма за раце. Значи, нема логика. Затоа секојаш треба да се постават батеријата на тестови кои што се работи во истражувањата, се постави така за да има логика кон се она што се прави. И последното нешто што го правевме со инвазивна метода беше проценка на ACTN3 показатели. Ако ви текнува од претходниот слайд, таму објаснив, еве ќе вратам уште еднаш, таму објаснив
на што се однесува овој ACTN3 генотип. Значи, тој се однесува на проценка на брзи, спори и мешани мускулни влакна. Тоа нас не интересира во моментов. Дали кај некоја индивидуа има повеќе во процент бавни мускулни влакна, брзи мускулни влакна или мешани? Многу накратко, бавните мускулни влакна значи дека се црвени мускулни влакна и они тоа значи дека се дека имаат поголема способност да транспортираат кислород. Што значи врзани се со VO2 максимум, врзани се со спортови на издржливост. Сега внимавајте, ќе ве прашам на крај за една аналогија. Значи бавните мускулни влакна се црвени, зошто? Затоа што имаат повеќе хемоглобин, во нив се среќава или има поголем транспорт на хемоглобин и затоа се црвени, крвта е хемоглобинот го прави нели моментот на црвено, всушност железото. Хемоглобинот транспортира железо, кој што е многу битен за аеробните активности или кислородните механизми. Бидејќи издржливоста е повеќе врзана со кислородни механизми некако, затоа мислам природата го направила човекот да има бавни мускулни влакна, брзи и мешани, но овие бавни се одговорни за транспорт на кислород. Брзите мускулни влакна се одговорни за брзи движења, експлозивни движења или работат многу повеќе со креатин фосфатните резерви. Значи таму се утилизираат или се користат многу повеќе креатин фосфатните резерви. И сега постојат и мешани мускулни влакна каде што не доминира ниту бавни, ниту брзи, туку се изедначени. Нели ги имаат овој фактор XX, RR или RX го имаат во мускулното влакно. Постојат и ваков тип, и бавни, и брзи, и затоа се нарекува мешани. И се интересно е дека овој ACTN3 показател покажува всушност ако постои, ако во него генерално он се дефинира како RR, доколку постои RR факторот, тогаш тој ACTN3 ген сите го имаме, но доколку постои RR факторот, тогаш постои доминација на брзи мускулни влакна. Доколку има мутација на XX на овој фактор и се препознаваат во алеите XX вакви генотипи, тогаш постојат бавни мускулни влакна. Додека постои, доколку се процени дека има RX фактор во алејата на ACTN3, тогаш зборуваме дека има доминација на мешани мускулни влакна. И сега, доколку некој има бавни мускулни влакна, прашање за вас. Со какви спортови по логика ќе му лежат? Или со какви спортови по логика би требало да се занимава? Или подобро е, кои спортови повеќе би му лежеле, доколку има бавни мускулни влакна? Еден или една? Спортови на издржливост. Точно, не гледам кој кажува, ама точно. Антонио, супер. А што е со брзите? Па тие се за експлозивни спортови. Значи, Каде што се користи анаеробниот систем, дали алактатичен или гликолитичен? Алактатен или гликолитичен? Да. Алактантен. Супер. И сега ова може вака да ни каже дека чекај, човеков има доминација на бавни мускулни влакна, тешко ќе развива максимална сила, таа е врзана генетски или тешко ќе подобрува брзина. Има брзи мускулни влакна, не го ставајте да работи спортови на издржливост. Се тоа е малку не е во ред, не би требало да се дефинираат така работите. И една од идеите во ова истражување беше токму тоа, да видиме дали доминацијата на мускулните влакна ќе биде еден од факторите кои што ќе влијае на подобар развој, побрз развој евентуално и подобар развој, поефикасен развој и трансформација на мускулни влакна. Сега, ова го објаснив, дали има некој прашање до тука, можеби? Само уште еднаш ќе кажам накратко дека ќе повторам дека истражувањата се правени во 3 временски точки, на почеток, пред тренинг програмата, на средина по 3 недели и
6 недели по тренинг програмата. Супер. Сега, може да, ова е некои бројки табели, и сега што е интересно, кога се истражува во физичко образование, мислам во кинезиологија, најчесто ние зборуваме за некои аритметички средини, па нив со некои математичко-статистички постапки ги обработуваме. Не мора да значи дека се само тие аритметички средини, но еве, чисто ќе ви објаснам, например, ова е иницијално тестирање, значи во првично тестирање во првата временска точка и овде зборуваме, ова е тест за... Да, ај вака ќе направам, само за да ги бележам кои ни се битни. Супер. Да. Значи, битни ќе ни бидат, еве ќе го разгледуваме само бицепс, за да може да не навлегуваме во другиве. Само флексорите во зглоб на лакот ќе ги разгледуваме. И сега, тоа значи дека сме ги земали испитаниците и ги поделивме во 3 групи. Се погодија, значи не можевме да ги бираме, но се погодија дека во сите 3 групи, во едната група имавме 6, во едната 7, во другата 8. Вкупно беа 21 испитаник. Значи, генерално беа, во секоја група имаше отприлика изброени испитаници, што е многу битно за да се споредуваат групите понатаму. И иако се работи за мал група на испитаници, но ова е првично истражување и постојат такви методи кои што може на мали групи испитаници да проверат дали статистички постои разлика или не. И сега ги поделивме, значи имаше пример 7 луѓе со бавни мускули, со доминација на бавни мускулни влакна, 7 со доминација на брзи, 7 со доминација на мешани. Кај сите беа направени некои тестови, но еве, иницијалното тестирање, кога ги споредувавме луѓето со бавни мускулни влакна, они можеа во просек да кренат на бицепс или со флексорите, може да кренат 13 кг. Брзите може да кренат 13,1 кг, мешаните, оние што имаат доминација на мешани мускулни влакни, брзи и бавни, може да кренат 13,5 кг. И сега ова статистички се покажа дека нема значено, значи они се исти. Статистиката ги изедначува и вели, покажува всушност дека они се исти на почетокот. И велиме супер, штом се исти, сега ние ќе ги тренираме нив, ќе ги тренираме по исти принципи, бавните и брзите и мешаните. Значи луѓето што имаат бавни мускулни влакна и оние што имаат брзи и оние што имаат мешани, ќе ги тренираме по исти принцип и ќе ги провериме во контролното тестирање да видиме што ќе покажат. И сега во контролното тестирање, овие бавниве успеале да подобрат 3,3 кг. Значи, после 3 недели ја подобриле мускулната сила, максималната мускулна сила и успеале да подкренат 13,3 кг. 1 до 3 повторување. Исто за брзите, 17,4, може да приметите тука е 13,1 и мешаните и така натаму. На финалното тестирање веќе може да ја видите разликата, дека постои дефинитивно растат. Сите на некој начин исто растат или ја трансформираат максималната сила. Растат. Не ја растат, туку ја трансформираат максималната сила. На почетокот било 13, на крајот веќе имаме 19, 18, 20. Со тоа што може да приметите дека брзите во овој случај, ако гледаме во детали, со тоа што нас статистиката друго ќе ни покаже, брзите мускулни влакна, оние што имале брзи мускулни влакна, слушност најмала промена направиле. И сега тонч. Стиграле карти тонч. Како сега ова? Се ние очекуваме дека брзиве треба да направат најмногу, затоа што креатин фосфат, лактантен режим, они побрзо се развиваат. Едноставно истражувањето покажа дека тоа. И сега, вака конципирано, ние ќе го искористам за следен слайд, вака конципирано, ние не можеме да кажеме дека генетиката во овој случај не е доминантна. Значи, можно е дека поставеноста на програмата беше побарано од испитаниците, не работат ништо измеѓу да не тренираат, така е одбрана група неспортисти. Овие 6 недели да се посветат само на тренирање 3 пати неделно,
на тренирање на бицепс и на трицепс на недоминантна рака, и тоа на недоминантна, затоа што доминантната ја користиме постојано. Недоминантната помалку ја користиме и ќе штедат на некој начин, но се покажат дека еве преку аритметичките средини дека има најмала промена. Всушност, еве бицепс ако го гледаме, значи само ајде ја ќе го искористам. Само овој дел ако го разгледуваме, тоа долу е за трицепс, тогаш може да приметиме што? Слична е табелата како и слична е како и претходно, значи имаме иницијално тестирање, контролно и финално, може ги видите бројките, на почеток беа 13, па еве ги сега се тука, се работи за бицепс и сега ова се значи спори мускулни влакна, овде се брзи мускулни влакна, овде се мешани мускулни влакна. И сега, што кажуваме? Ова е некоја статистика и вели има значајна промена. Значи, целата група, може да се види преку овие параметри, целата група растела. Еве го бицепс овде, ќе ја земеме само спорите мускулни влакна. На почетокот биле, значи, нешто, ова е околу 13, но тука негде биле и другите две групи, брзи и мешани. На контролното тестирање повторно се исти, на финалното тестирање се повторно исти. И сега целта ми беше да ви покажам дека преку еден вид на истражување може да покажеме дали има зависност генетска при развој на некоја моторичка способност ке одредена група на мускули, ке одредена група на испитаници. Не можеме ова многу лесно да кажеме, ова важи е закон за сите. Тоа треба длабоко да се истражува, но ова е некој пилот истражување за оваа конкретна работа. Не е единствено, многу се правени во свет, но на бицепс и на трицепс на овој начин не беа најдени информации дека се сработени многу и затоа ни даде за право да се направи како некој уникатно истражување, барем за овој дел. Значи, што разбравме уште еднаш? Што може да се разбере дека тренинг програмата која што претходно беше зададена и испитаниците одбрани на некој начин кои што имаат бавни, брзи и мешани мускулни влакна, генетиката кај нив не влијаеше за да они направат побрз развој на максималната мускулна сила. Тоа може да се покаже преку статистички и визуелно на овој начин. Сега, што со генетикава? Нели, она влијае, ние носиме нешто. Да, точно, ние имаме нешто во себе, но нема магичен ген за некоја одредена моторичка способност. Значи, некако што кажав на почеток, не можеме со сигурност да тврдиме нема има мутација на ACTN3 и кај човекот се доминираат бавни мускулни влакна, немој да тренира спортови на сила или брзина. Не би требало да се дефинираат работите така, затоа што кај Кит Девидс особено може да го најдете овие информации. Постојат многу истражувања, но не може со сигурност да се каже дека постои магичен ген. Особено имајќи го ова второво долу што пишува невропластичност на генетика, каде што науката се повеќе кажува дека да, ние ги имаме гените во нас, но битно е што ќе иницираме. Значи, кој ген ќе го подбуцнеме или кој ген ќе го искористиме. Значи, тоа е многу интересно и затоа се вели така дека постои некоја таква невропластичност која што може да дозволи, нема генетска предиспозиција за брзина, но како деца им се задавани брзи движења, пробано е да се допре, значи да се тригер поинт да се направи на некој од генетскиот потенцијал и да, веќе се развиваат понатаму способностите, повеќе, конкретно ја споменав таа брзина. Нормално, некој е надарен и не можеме со болд затоа што немам информација искрено, ама најверојатно немам информација дали има генетска или не предиспозиција, но најверојатно со такви резултати очекувано е дека има. Да не шпекулирам. Значи, во тој дел можам само да посочам дека истражувањата објаснуваа дека не постои ваков магичен дел. Ген. И сега оставам на вас дали имате некои прашања, дали некој нешто не разбра и дали некој можеби сака да нешто праша, посочи,
и слично. Не. Дали барем успеав да доловам на кратко што како е поврзана генетиката, или ако имате прашање околу истражување конкретно како се прави и слично, или не е јасно нешто, слободно прашајте. Добро, ќе сватам дека е јасно. Целта ми беше, значи, уште еднаш резиме или заклучок, да пробам од она што ја ги имам како информации преку трудови во книга, може да се најде, ама сублимирано најчесто во трудови, дали постои таа хередитарност, дали треба да се држиме строго за нејза или не. Тоа се покажи во ово истражување и како под тема ми беше да ви објаснам како се работи едно истражување, чисто да знаете, значи, како се донесуваат, како се тестираат хипотезите и теориите и дали како се носат заклучоци. Па, например, дека издржливоста се подобрува, нели, преку некој тренинг метод, сега да не го спомнам дали ќе биде интервален или што ја знам. Дека ако ви посочам дека згиб може да подобрите или склек со вежбање 3 до 4 пати неделно, со вежбање до отказ, дека всушност тоа се базира на истражување, не се базира на тоа дека мене ми текнало тоа да го кажам. Значи, сакам да ви кажам колку комплексно се оди да се покажат некои истражувања, за да се изреализираат истражувања и да се донесе заклучок на крај, за да може да кажеме да, работи го ова вака. Инаку, секогаш и ке вас треба да постои скепса. Чекај, сега ова не ми е јасно, зошто вака мора да се работи? Дали ова вистина што се кажува и што се пренесува? Тоа е всушност таа академска скепса што би требало да имаме сите, и вие, и да ги проверуваат информациите. Се скокнав од тема, ама ќе пробам да доловам. Интернет е база на информации, ама е база и на фейк нюс, значи на многу извитоперени информации. И затоа треба да знаеме да ги филтрираме информациите. Особено значи, не може од научно-популарно списание да пробаме да научиме нешто. Може, ама тоа нека биде иницијација и после барајте ги понатаму информациите во конкретно истражување објавени, тоа во така интересни списанија. Па еве и за темава. Денеска ја што зборував, ако некој го интересира, пробајте да прочепкате малку и да видите како е поврзана генетиката, дали се покажува дека има генетика. И супер, ако најдете информации кои што се не контрадикторни, туку покажуваат нешто, или контрадикторни, но на што јас денеска пробав да го доловам. Иако темата е само како темата е само за, значи, интро тема, само за представа да имате. Најбитниот момент нас не е во она што може да кажеме таа табелата што ја излеков, каде што кажавме колку, дали постои некоја генетска зависност или не, и тоа најчесто, сега да не ја вадам табелата, ќе ја видите, кај тие двата автори, Ничин и Малацко, и тоа најчесто се зборува за оваа тема кај веќе адолесценти, оформени луѓе кои што не можеле таа невропластичност да ја поминат во детство, че не биле потикнувани способностите кај нив. И сега ако се вратиме наназад на минатиот час, посочив една тема, посочив еден момент каде што кој му текнува, дека би требало на дечињата да им ги задаваме сите спортови да ги работат, сите спортски дисциплини и сите, за да може да ги допрат сите моторички способности. Тогаш ќе има добар развој, особено координација. Зошто? Затоа што тогаш може да се направи, да се интервенира во или ке оние што можеби немаат некоја предиспозиција генетска, да им дадеме можност да направат тригери, да излезат, да испливаат тие капацитети кои што ако не ги допреме може да бидат стагнирани и после може и фрустрација да биде. Замислете, во мало трчаат сите, едно детенце е споро. Сега ние, нели, тоа ќе биде споро и понатаму, ама барем колку толку можеме да му помогнеме да, нели, да истрансформира, да направи некоја трансформација на таа моторичка способност, да ги допре тие одговорни механизми кои што се за одговорни за таа моторичка способност.
Толку. Давам 10 секунди, 15 да смислите прашање. Може и за студентски прашања. Јас би додал нешто околу темава. Ајде, супер. Значи, Кристијан Тибодо зборува многу за неуротайпинг, за неуротрансмитери. Значи, на T-Nation, на Testosterone Nation може да пишете неуротайпинг, Кристијан Тибодо и според тоа како се одредуваат доминантни мускулни влакна, значи за се ова што зборувавме сега. Супер. Може малце да се прочита и исто така за развој на дечињата има еден подкаст, можам да го пуштам на вас, вие да го споделите. Истиот човек, значи Кристијан Тибодо, зборува за ова што го зборувате вие, колку е битно да им се дава се што можете да им дадете од спорт и од активност, посебно во ран развој, во првите 2 до 3 години. Браво, супер. Одлично, можеш и сега нешто на брзина во чет? Или ако не стигнеме, ќе гледам да... Можем. Ако можеш. Во чета, после ќе го искористам. Ете, ќе ги споделам тие два линка на Facebook. Можеш ти, Мартин, седно. Ај нека биде така, да не бидам јас сем. Можеш, Мартин, слободно сподели ги тие два линка, конкретно врзани со темава, веднаш или после мене, како сакаш. Okay. Исто да ги имаме. Супер, браво. No. Ево уште една мотивација, значи може да се чита. Може да се истражува и битно е да ги следиме работите. Само на тој начин ќе бидете сигурни во тоа што го кажувате. И сега мене ми е јасно, тоа се вика Гаусова крива. Значи едни многу ќе читаат, тие што се на десно, не знам како покажувам ке вас, ова е моje десно. Тие што многу читаат, многу знаат се на десно. Така. Тие што средно читаат се во средина и се 68% од прилика. Тие што не читаат ништо се 33%. И овие што читаат многу се 33%. И од тие 33% минатата година, ајде, таа генерација нема да ме свати погрешно, ова додека Мартин бара и наоѓа ве занимавам интермецови право. Не, ја мислев дека ќе ги пуштам само група и не ги барам, затоа извинете, ама може. Ако не е проблем, може и така. Да. Интермецова дигресија. И сега ќе спомнам за минатата година, значи тие 33% што не читаа ништо, ако ги анмјутнам од овде, во позадина иде галама музика, турбофолк некогаш, не карактеризирам, како што кажав, никоја баба била задолжена да стисне ентер за да биде на час или не, ама тоа е тоа. Кај вас во ваша генерација не е тоа така. Сум сигурен, да држам палци вака, стискам, се правам да не е така и да научите што повеќе за да не можам да ја гледам на испит 4-5 пати досадно од прва да се завршиме и да бидете спремни, тоа е финтата. Океј. Добро, гледам дека има реакции кај тие што се вклучени. Ако ве натерам, мислам ако ги уклучувам микрофоните ќе биде поинтересно, но нема потреба. Некој друго прашање или консултација, сугестија, предлог? Професоре, Љубомир Смоковски, бро. Супер. Ме интересира што мислите вие за тој Херкулес генот што е уствари. Многу редок гене кои што некои го имаат и не им дозволува ограничување на растење на мускулите тој ген. Дали мислите дека со тој ген и многу е редок, до сега се има покажано само кај многу мал број на луѓе. Дури овој што беше Еди Хол, познатиот човек кој што прв дигна 500 кила дедлифт, кај него се истакна дека го има тој хормон и до сега мислам дека од човекот има 2 деца, има само во едното дете го поседува тој хормон. Не сум 100% сигурен. Сега дали мислите вие дека со тој ген може да се напредне многу во било кој спорт? Искрено немам информација, во моментов гледам Херкулес ген, најдов нешто. Знаете, не може сите информации да ги поседувате, мене нешто друго, пример, ме интересирало, не толку генетиката. Баш оно што го кажав на крајот, дека не постои магичен ген, некако таа теорија ми е поблиска. Но,
кажав дека најверојатно, нели, ова зборуваме за физичка активност. Сега кај луѓе со Даунов синдром, пример, јасно ни е што се случува и дека, нели, таму има мутација дефинирано и се знае точно од кој ген. Имаш уште неколку, мислам, има многу болести кои што се асоцирани со таа генетика и се истражуваат, нели, дали постои или не. Најверојатно и за овој Херкулес, штом го има, и ако е дефиниран, искрено го немам видено за кој ген се работи, да не испадне на крај дека ACTN3 само го нарекуваат Херкулес и тоа треба да проверам. Да, искрено го немам сретнато. Барем во овие сериозни истражувања што се кај работени во генетика и најчесто тие се, ајде не должам, јас го немам сретнато, треба да провериме. Можно е дека влијае, ако е дефинирано и најверојатно, нели, имајќи го предвид како што се кажав дека можно е да влијае, но добро би било за проверка дали помеѓу двете деца ќе постои разлика во кревање на товар, ако работат се исто. И затоа истражувањата се интересни кај близнаци, еднојајчани. Че тие генерално работат се исто и многу се блиски, скоро идентични во генетика, нема две работи исти. Но, например, нивниот развој, нивната трансформација, задавање на тренинзи сега кај нас и на кои интересни си за други, не да ги земаме како заморчиња, туку ако се погоди да ги нели следиме во развојот, тогаш тамо може да се каже, да, ама голема популација на близнаци кои што имаат такви гени. И тогаш можеме да кажеме, да, овој ген дефинитивно влијае, има разлика, има статистички значајна разлика помеѓу. Така да не дадов некој одговор, моје мислење чисто, ама супер, ако најдете информации, може да споделите и слободно. Користете Facebook групата, не треба да биде сурово само има испит, нема предавање, еве ви линк, нема линк. За вакви работи треба да се користи таа огласна табла. За мене Facebook група огласна табла. Мислам дека споделив и со вас за Еверест нешто беше тамо. Или за Анапурна, уствари, да. А ако добиете некоја информација, Љубомир, слободно, еве Мартин ќе пробие лет, споделете. На тој начин би требало да функционираме заедно. Не само ја да споделувам, туку и вие ако наоѓате да научите нешто. Еве сега мене ме замотивиравте да проверам што е Херкулес ген и да направам апдейт. Океј. Имаме ли нешто друго? Видете, проверете и за хормон раста, исто така интересно. Ајде, хормон на раст. Хормон раста, така се вика. Епа, хормон на раст. Хормон на раста е на така најверојатно српско-хрватски. Или раста. Коса. Хормон на раст го споменав. Growth инсулин фактор 1, мислам дека беше. Чекај да го видиме. Каде е? Него го споменав и он се споменува во истражување. Го снема. Премногу е скап. Сега на друга тема влегуваме. Ај, не споделувам. Еве го. Не споделувам. А зошто ви интересира хормон на раст, да го користите за да направите подобра трансформација на нешта? Или успех во спорт? Кој ми беше? Со кого зборував? Се исклучи. Јас, Џавид. Џавид. Дали ни треба такво нешто? Едно време додека поинтензивно се занимавав со билдање. Така, подолг период кога идев на теретана, тогаш нешто така со другарите зборувавме околу тој хормон. Среќа што останало на зборување. Држете се вие до природниве работи, не си игрете со хормони, со стероиди, па дури ни со аминокиселини, нема потреба. Има природни протеини, се што е во храната е доволно за се. Се она друго екстра што се става може да направи трансмутација на било кој орган во тело. Нема потреба. Ние со мисла можеме да направиме
исто лошо за нас, а камоли со некоја хемикалија. Минатаа година дури мислам дека го има и тоа предавање со Крста имавме 2 пати, 3 пати, ама зошто не стероиди, ама што мислите вие за ова? Нема што да мислам, тоа е глупост. И сега бодибилдери земаат, ама моје мислење дека е глупост. И точка. Имаше истражување од Стојковиќ, кој што правил, буквално да, анкета на врвни спортисти. Дали би го дале својот живот за златен медал на Олимпијада? Што мислите, колкав процент од нив рекле да? Нема да верувате, 80%. Голем, да. Тоа е страшно. Мислам, тоа е убедување некој, ама е страшно. Како што некој е убеден дека земјата е рамна. Или не. Ја за хемија не сакам да зборувам. Препорачуваме некогаш дека треба да се земе витамин С, некогаш треба да се земат аминокиселини за опорување после страшни тренинзи. Но онакви, мислам, за хормон на раст и тестостерони не сакам воопшто да зборувам, нема потреба. Може да се налути било кој што работи неди бодибилдинг, джеват не ме сваќа за погрешно, е само моје мислење, джавите, се кажувам. Така и јас сум против тоа, само така спомнав. Значи, ако супер. Супер е што напоменавме, нели, ова е сепак некој вид на едукација, ја сум малку поискусен од вас во тој момент, не дека вие сега може некој од вас има точно информации како се употребува, кои се бенефити и слично, тоа не ме интересирало, но гледајќи од озгора и гледајќи се што се случува, значи имате пример на луѓе кои што прават сега се рамазански постови, трчаат, играат на превари и се без храна. И тоа функционира. Со професорот Кајчевски, додека бев во физкултурно, имаме правено муавет дека, ево, за атлетика, да речеме, за некој спринтери на 100 метри, без вика да земат хемија, за некој знае колкава голема хемија, не може да стигнат до нивните посакани врни спортски резултати. Не можам да тврдам дека мора да земаат хемија. Што е хемија е второто прашање. Например, Тур де Франс има 21 ден, возат во просек 250 км, се надпреваруваат и сигурно земаат некоја суплементација, што е на некој начин хемија. Нели, најверојатно и спринтерите земаат, сите земаат некаква суплементација, кажав, некогаш е оправдано, затоа што телото побарува, го трошиме, оно е физикус, материја е, мора храна доволно да му дадеме. Ние сме, има една не теорија туку, веќе исказ, ние сме она што можеме да го примиме како храна, не она што го јадеме, туку она што може да го примиме, затоа што ние се што јадеме не примаме, се исфрла. И са кој е капацитетот на телото да ја прими храната. Така да некогаш мора буз да се направи со некои работи, нели, како што се лекови кога сме болни, така исто и кај спортистите, не дека се болни, него дека, нели, да не биде игра на зборови ова, туку телото им побарува да внесат некоја специфична храна. Но тоа сигурно не е хормон на раст. Сега Меси е пример еден кој што заради таква мутација како што ја имал, може постојат и други примери, ја знаете приказната, нели, он немал хормон на раст во доволна мера, не растел и он е третиран од Барселона со хормони и успел да, не знам колку сантиметри порасне, но тој најверојатно и да останал на таа височина, неговите капацитети ќе си ги покажал во она што е умешност. Така да деликатно е, не би навлегол во тоа дали мора да се зема или не. Многу примери има на врвни, мислам и кај нас, за наше подјеби врвни спортисти кои што апсолутно не земаат ништо. Нема потреба да зема ништо. Ама влече енергија и дали духовна храна, дали генетски потенцијал влече од некој друго место. А не е само дека да мора да зимаш. И замислете се ја кој кажам да мора да се зима. И се следното ќе биде бараме некој магично апче. Апче за издржливост. Апче за ова, не. Се знае апчето кој е. Природно тренирање и трансформација на она што нас интересира. Тренинг и само тренинг. Да, и не многу тренинг. Тренинг, само тренинг и не многу тренинг. Треба да биде уживање. Целата. Супер, Джавид, баш, мислам, вакви теми се интересни, како, ете, можеме да искористиме на крај на час или на почеток се едно, некои митови, Mythbusters имаше една серија
да разбиеме некои митови или да ги разговараме, може вие ќе ме убедите на крај во нешто што јас сум дека не знам, земјата е рамна, ете. Многу ми е интересно тоа. Сега следно е дека не е рамна, туку дека како геврек. И така. Во ред, имаме уште нешто друго. Ајде ќе направиме.